Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. 23 декември 2016. Добар ден, јас сум Славица Арсова, го слушате политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. ТРЦ стана епицентар на политичките случувања во Македонија. Во недела на 25 декември ќе се прегласува во избирачкото место 2011 во ТРЦ. На избирачкото ливче ќе се најдат сите партии кои учествуваа на изборите на 11 декември, иако ВМРО ДПМН најави дека нема да учествува во никакви прегласувања кои според нив се резултат на сценариото за одземање и кражба на нивната изборна победа и постизборен инженеринг со гласовите. Од ова прегласување зависи дали ВМРО ДПМН ќе задржи предноста од два пратеника, односно 51 наспроти 49 за СДСМ, или пак двете најголеми партии во македонскиот политички кампус ќе се изедначат со 50-50. Со прегласувањето се очекува да заврши изборниот процес и собранието да се конституира на 31 декември, од кога ќе започна да течат роковите за состав на нова влада. Дали ТРЦ ќе затвори кризата или ќе предизвика незина ескалација и нови кризни состојби во Македонија, анализа ќе направиме со професор Александар Даштевски. Останете, почнуваме веднаш по музичкиот вовет. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најави во денешната анализа. Со мене Александар Даштевски. Добро дојдовте во Пулт. Добро ве најдов, благодарам за поканата и поздрав до вашите слушатели. Даштевски, како дојдовме до тоа ТРЦ да одлучува за судбината на Република Македонија со 714 регистрирани гласачи? Па ако земеме се што се случуваше цела година, значи треба да сватиме дека тоа е реално. Затоа што цела година се бараа отстапки, а гледаме дека ништо од тоа што се предложи не беше точно. Прво, од разговорите нема ништо, нема ни кривична пријава, ни ништо, се бараше сајава. Понатаму образложение за тоа беше дека има 500.000 фантомски гласачи. Се утврди дека нема ни еден, напротив 50.000 плюс запишани. Понатаму образложение беше дека се издавани, ако се сеќавате, фалсификувани лични карти од ВМРО и на тој начин е издействувана победата. После видовме дека тие фалсификувани лични карти биле правени во лабораторијата на Чаушот, кој е член на СДСМ, во договор со високи функционери на СДСМ. Значи, тоа беа причините поради кои дојде до странска инволвираност во процесот. Јас има една емисија, сега да не ја спомнувам, пошто се љутат зашто ја спомнуваш емисијата, меѓутоа бев од старт се залагав да не се вмешуваат странците. Бидејќи ако одиме по правилата на меѓународно право, со тоа се ограничува суверенитетот на Република Македонија, значи се ограничува волјата на граѓаните и се ограничува правото на македонските политичари сами да одлучуваат и да се договорат за внатрешните прашања во Република Македонија. Меѓутоа, ја кога зборев тоа, кога почна кризата, мислам дека све било договорено и странците веќе биле на терен. Затоа што кога излезе извештајот на Прибе во јуни 2015, рекоа дека тој бил работен 6 месеци. Значи, со самото почнување на кризата негде јануари 1915 година, кога излегоа со изјави прво Заев па Никола Груевски, беше дека Прибе веќе работи на терен. А ние не знаевме тоа до мај, до крај на мај, 28 мај, кога излезе извештајот. И после во јуни, нели, почнаа преговорите во Пршино, врзоста на тој извештај. Така што сметам дека тоа не требаше да се дозволи и подоцна, кога заврши договорот во Пршино, тој даде изјава еврокомесарот Јоханес Кан и рече дека може би странците не ни требале да се замешат, ние рече не требаше да се замешаме. Имам впечаток дека ние само уште повеќе ја влошивме политичката состојба во Македонија, наместо да помогнеме. Значи него го избираат како еврокомесар за добрососедски односи и за евроинтеграции и тој доаѓа во тоа својство, меѓутоа подоцна сваќа дека не само што не ги познава добро приликите, туку не може да помогне дека тоа треба да си го решат партиите во Република Македонија. И поради тоа, од старт опозицијата одеше на странска инволвираност за да ги добие сите овие бенефити кои ги доби и со кои всушност беше направен, според мене, ја цело време говорам
за едно сценарио кое постои не од сега, можеби од 2010-11 година. Затоа што знаеме дека ова во Собрание исто беше случај кој е монтиран, кој ги избрка пратениците и гледаме сега дека во Полска исто се случува. Тоа беше 2012, ама јас сметам дека целото сценарио е 2010. Ако се сеќавате, уште додека беше председател Бранко Црвенковски, се изготви на програма Приступ од Словенија за Бранко Црвенковски, како да се стратегијата Надеж, како да се постапува со противникот. Фактички тоа беше платено околу 350.000 евра и се работеше според таа програма. Значи тоа било подготовка за почнување на едно сценарио кое сега би требало да заврши, ама гледаме дека не завршува, дека тоа е нешто подлабоко, поинволвирано. И што се бараше? Се бараше специјално јавно обвинителство, тоа испадна дека е најголем маркетиншки орган на опозицијата. Бидејќи не покрен ни еден друг случај, нели имало и преслушкувани до овие разговори и за другите. И за СДСМ, и за новинарите, и за други. Значи, исклучиво ја таргетираше владеачката гарнитура и со пресконференции, што не е вообичаено за едно јавно обвинителство. Понатаму се бараше МВР, зошто МВР видовме. Значи, тука сите 15 овие што ги стави Оливер Спасовски началници работеле, отворено работеле за во интерес на СДСМ, не во интерес на државата, туку во интерес на СДСМ. Понатаму се бараше адхок тело, за да може медиумски да не да се изедначи, туку да превагне мислењето на опозицијата, бидејќи се казнуваа, како што видевме во предизборна кампања, само опозиционите, односно проопозиционите медиуми, па дури да речеме и неутралните. Еве и вие сте новинар, знаете како одеше тоа. Во главно се казнуваа две-три куќи медиумски кои се, да речеме, блиски до опозицијата, меѓутоа се казнуваа за банални работи само за да не превагнуваат на таа страна. Дури немаше ни дебатни емисии. Знаеме дека дебатните емисии на Телма, тоа не е тајна, не е некаков напад, дека немаше никаков баланс. А од друга страна, за искажан збор, искажано мислење, веднаш следуваше казна за другата страна. Дури Сител и Канал 5 не правеа ни дебатни емисии, што е многу битно во такви моменти во предизборна кампања и така натаму, а постојано правеа 24 и Телма, со кого сакаат и ниеднаш не се ни спомнаа, камо ли да бидат каснати. И сега поентата е, сите тие тела се бараше влијание во ДИК, значи влијание во ДИК, за да гледаме сега што се случува. Постизборен инженеринг. А никој не може да каже дека немало ни предизборен инженеринг. И сега со сите тие работи испаѓа дека се било во ред. Значи не се утврдија фантомските гласачи, не се утврдија лажни лични карти, дури имаше некои гласачи главно од блиски до sada само или до шарената револуција, како што се Најчевска и другите, кои они би не биле запишани. Така што тоа беше, мислам, дел од тоа сценарио. Мене ја у некои емисии кога дебатирав на проопозиционни медиуми, дури ми се смеја зашто викам дека тоа е едно сценарио. Дека не било сценарио, дека било реалност, дека не се работело како што треба и така натаму. Меѓутоа видовме сега, ова беше како кога ќе направите еден документ, значи кога ќе направите некоја работа и само да го заверите со печат. Овој постизборен инженеринг е заверување со печат на таа ситуација која се одвиваше 2 години во Република Македонија. Но што очекувате да се случи во неделя? Значи вака, мислам дека такви работи затоа и не успеат целото сценарио. Такви работи многу тешко може да се предвидат математички прецизно. И сметам дека овој постизборен инженеринг апсолутно не беше потребен на Република Македонија, посебно поради нејзиниот углед во странство, но и дома. Нели сакаме да ја завршиме кризата, а со ова само ја пролонгираме. Така што сметам дека и првото она место, да го спомнеме, во Гостивар, со жената од Косово што беше донесена, беше едно, како да кажам, една брука за Република Македонија, бламирање. И видовме што се случуваше во ДИК. И второто ова за Теарце, исто така, каде што 4 па еден излегува, влегува и така натаму. Значи, кога ќе сакате нешто така да морам да го кажам тој збор безобразно да го наместите, тогаш
не излегува како што треба, напротив, се случува едно фиаско и за тие што се обиделе, и за тие што сакаат да добијат нешто од тоа, и за цела држава. И видовме дека јас имав една изјава дека не може да се однесуваат преговори ако не се ставени забелешки. И главно од овие 15 што беа одбиени, кој од управен, кој од ДИК, немаше забелешки. Освен во овој што имаше забелешка дека нели едно личе било со кочан, па после било најдено, и тоа била забелешката што не е на крајеви спротивно на изборниот законник. Така што сметам дека пак ќе остане истиот резултат, бидејќи победата во гласови е голема. Значи тоа се околу 17.000 гласа, 16.700-800, меѓутоа плюс гласовите од диаспората. Значи слободно изразената волја на граѓаните е јасна за кого тие сакале да гласаат. Ова што се прави е очигледен постизборен инженеринг, затоа што зошто вие не поднесувате пријави во Охрид, во Струмица. Затоа што многу потешко таму ќе ги наместите, бидејќи поделена средина и поделени се игра гласачите. И не можете многу да издействувате во разликата, дури можете и да изгубите прав. Добро, поднесени беа приговори таму каде што опозицијата смета дека може да направи некаква не, разлика, ја друго сакам тоа постојано го кажам, сакам да кажам. Значи се добија 70.000 гласови од етничките албанци во северозападна Македонија. Тоа постојано се прави обид да се делува на нивниот интелект, значи да се потценат и да се понижат, што не е добро ни за нив, ни за Република Македонија. Значи, зошто таму постојано се прават некои конспирации, некои местенки, а не се прават во другите, затоа што ги потценуваат тие гласачи. Јас не верувам дека за месец дена толку се убедени, они 70.000, 80.000 се манипулираат со разни бројки, бидејќи нели има и мешани средини како што е во ТРЦ, да гласаат затоа што сметам дека дури и овие зборови што ги зборуваше Зоран Заев за време на кампањата дека ќе се прави двојазичност, кантонизација и федерализација после тоа, дека кантонизација значи право на самоопределување до отцепување. Значи, фактички мислам дека и тоа не помогна, мислам дека тоа се чисто наместено и тоа е наместено со одредени структури кои се најголем дел од странство, поврзани со одредени тајни служби. Знаеме дека дел од тие структури потекнуваат од Косово и изиграа голема улога, и структурите кои нели го нападнаа Куманово, скоро сите беа од Косово. Така што од една странска држава се прави обид за да се дестабилизира ситуацијата во Република Македонија, а факт е дека состојбата овде и покрај политичката криза е многу подобра од таму. Што треба сега да ја растуриме и овде? Овде се живеа фино, имаше добри меѓуетнички односи, се додека не се покрена тоа прашање. Како се покрена тоа прашање? Веднаш не може сега, ако македонска партија го каже тоа дека двојазичност на цела територија, да не го кажат и албанските партии, односно мислите дека ќе влијае и на постизборното коалицирање? Па мислам дека не, тоа ќе се стиши све. Прво, Зоран Заев не може да го направи тоа. Тоа треба општ заеднички консенсус, треба над 80% на односно над 80 партеници, значи 2/3 од парламентот, да се согласат сите партии за да се менува уставот. Бидејќи он рече ќе го менуваме уставот, меѓутоа он не може да го менува уставот. Треба да се договорат сите заедно за менување на уставот. Како што беше во со Охридскиот рамковен договор. Тоа сите партии заедно и го сменија уставот, односно уставни амандмани кои подоцна се имплементирани во уставот. Така што тоа мислам дека ќе се остане се постаро. Можеби они имаат некои ветувања, можеби ќе дојде таму до одредени проблеми, затоа што гледаме дека Мухи, како се викаше Мухамед Зекири, веќе кажува дека тој бил сериозен и дека тоа мора да се направи. Меѓутоа, од друга страна, секогаш кога правите нешто, знаете дека е тоа ризично. Знаеме колку работи се ветени во изборните програми, а не се остварени. Да, но овде зборуваме за 70.000 гласачи албанци, на кои тоа им е ветено и кои сигурно дека очекуваат за да само тоа некако. За тоа некој платил огромни пари, знаеме дека се делени пари, тоа не е тајна, тоа не само во западна. Затоа сега јас нов термин јас си го измислив. Значи не само постизборен инженеринг, туку ова мене ми делува како и предизборен инженеринг. Затоа што
имаше нели постови на Facebook, имаше од полицијата извештаи. Значи, делени се пари во Источна Македонија. И тоа претежно на ромско и турско население. Имаше Струмица, Кочани, Куманово. Имаше еден на Facebook еден човек, не знам, Петар Трајковски од Радовиш, напиша дека во Конче се масовно купувани турски контингент на гласови кои традиционално гласаат за ВМРО-ДПМН, бидејќи во последните години тупло е качен откуп на тутунот. Значи, тој го стави како Facebook статус. И не е логично вие сите турски и ромски партии да се во коалиција со ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, а ни една да не е со СДС и другата коалиција, а да за многу малку гласови победи во тие средини ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Значи, тоа е јасно од каде доаѓаат тие гласови, а тој граѓанин напишал на својот статус дека има сериозни сознанија дека се делени по 100 до 200 евра од глас или од фамилија, не знам. И тоа во сиромашни средини се големи пари. Имаш информација дека и над неколку милиони евра биле потрошени? Не неколку милиони, за овој Албо северозападен дел вика дека 30 милиони, дека се организирали и преку џами, и преку косовска мафија, и преку поранешни команданти и така натаму, што не е добро. Мислам дека секој треба да си ги заработи своите гласови. Еве, да кажеме, да дам еден пример банален, меѓутоа интересен, Шипковица. Сега не можете Шипковица да ја зимате како село, бидејќи има преку 10.000 жители, а во цела Македонија сите градови заедно, Кратово, Берово, не знам, Пекчево, Делчево, немаат ни 10.000. Значи, Шипковица беше штабот на Али Ахмети во 2001 година и знаеме дека е тоа упориште на Дуи. Таму победил Зоран Заев. А никогаш не верувам дека во животот отишол во Шипковица, ниту пак во кампањата. Не отиде ни еднаш во кампања во Шипковица. Како маркетиншки трик отиде во Арачиново, со 20 души таму имаа состанок со Мухамед Зекири. Утре дента целиот штаб беше искршен на СДСМ во Арачиново и веќе не отидоа таму. А во Арачиново победиле. Така што тоа се некои работи. Во Танушевци не знам дали можат и да стигнат, бидејќи зад Скопска Црна Гора, зад Кучевиште, таму веќе нема жив човек. Така што цело Танушевци 100% гласало за СДСМ. Мислам, тоа се работи кои што се апсолутно сомнителни и проблематични. Исто така и во дивата населба. Во дивата населба знаеме дека не загина ниту еден, ниту македонец, ниту албанец, бидејќи таму тоа е мешана средина. Во Куманово, да, од цивилното население, никој не настрада, само тие 4 куќи кои беа изградени, беа оштетени, кои беа земени под наем од страна на таа терористичка банда, и после тоа беа поправени. Значи, тоа е штетата. И сега цело диво населје, затоа што не знам дали затоа што се сликал Зоран Заев, а дали па и тоа беше планирано да се слика со нив за да после доби гласови во дива населба. Така што тоа се сомнителни работи кои се случувале пред очите на ДУИ и пред очите на ВМРО-ДПМН, само што овие сметале дека сега кога е инволвирана меѓународната заедница нема да се дозволат такви работи. Зашто ние што сакавме да постигнеме, не сакавме, изборите требаше да бидат круна на владење на право, правна држава, почитување на човековите права и развој на демократија во Република Македонија, а со тоа да се продолжи со реформите за ЕУ. Тоа сега е буквално најгрубо згазено и дали може да се исправи веќе во Република Македонија. И тоа е направено од другата страна која се залага за тие вредности. Значи, под изговор дека претходно биле местени изборите, иако за 2014 нема ни една бомба. Бомбите се до 2014. Така што сметам дека тоа се работи кои се навистина штетни, многу штетни за Република Македонија и поради тоа конечно како што зборуваме за на почетокот дојде до овој проглас на ВМРО-ДПМН, бидејќи некако, како што реков, за интелектот на албанците, овде сега сака да се делува врз интелектот на најголемата партија македонска и најголемата албанска партија. Сега ДУИ не покаша доблест тука за некои принципиелни одлуки, донесе непринципиелни. Значи, кога гласа за да се одржат изборите, они гласа за
После тоа се откажа за во април, па се откажа за во јуни. Значи, цело време гледаме дека ДУИ соработува со другата страна, пред се со меѓународната заедница, меѓутоа на своја штета. Јас мислам дека затоа Брима Галуп и Ири ги правеа анкетите, зашто они сакаат да знаат точно дали имаат шанси опозицијата да победат или не, инаку залудно е се што се прави ако победи повторно истата структура и си продолжи со своите политики. Значи сака да победат. Они ги правеа анкетите и во анкетите видоа апсолутно година дена ги прават дека не може да победат со македонските гласачи и затоа се помина на овој план Б. Зашто ако ги извадите албанските гласови, турските и ромските, со кои непотребно се скара СДСМ, значи не ставија ни на 20 место, барем овој Самка Ибраимовски да го ставија, не ставија ни еден. Ниту пак од турците. Значи, тогаш ќе имавте ситуација дека има 100.000 гласа помалку. 100.000 гласа во пратеници се некаде околу 15. И два што веќе се победени околу 17 пратеници, толку и се претпоставуваше дека ќе биде победата. И затоа месец дена пред изборите Заев почна да збори за двојазично, за федерализација, за кантонизација. Не дека ќе се направи тоа. Туку да има оправдание зошто ги добило овие 70.000 гласа. Затоа што дури и не стави многу албанци на своите листи. Ајде што не ставил во единица, не знам, во четворка, тројка. Ама не стави во шестка, не стави во двојка. Во двојка е само Мухамед Зехири, ваму е таа господјата Касам или како се викаше, и они влегоа само. Значи двајца влегле, а испаднале 7-8. Колку што контингент остваруваат они на секој избор. Да, оние кои беа земени од контото на ДУИ. Да, тие од контото на ДУИ, меѓутоа зборам во пратеници. Да. Че изгубиле 8 пратеници, добиле 20 од СДСМ. Добро, додуше таа господјата уште во кампањата се рече дека исклучува ќе ги брани интересите на албанците, без оглед што е на листата на СДСМ. Меѓутоа еве нека и она пак 7-8 фалат кои знаеме дека претходно се залагаа за нивните права и добро си ги бранат, нема потреба друг да им ги брани правата. Тоа испаѓа како они дека не се способни, не се свесни за своите права, па треба некој друг да им ги брани. Ќе биде ли тешко со оглед на овој изборен тесен резултат, независно од настаните во недела, бидејќи каков и да биде исходот, ВМРО-ДПМН ќе има предноста за формирање на влада. Очекувате ли тој процес да оди бавно или можеме во скор рок да очекуваме разрешица на оваа криза? Прво нешто да кажам за овие работи, нели, за овие две избирачки места. Значи тоа тие 16 приговори, 8 од СДСМ, 8 од БЕСА, се поднесува во шестка и во двојка исклучиво. Значи претежно каде што живеат етнички албанци или мешана средина, македонци и албанци. И се знаеше дека на тие другите нема никаква забелешка, така што нема основа за поништување. Бидејќи си било све нормално, нема забелешки ни во записникот број 15, ни во записникот број 16, додека во Гостивар тоа беше тотално една местенка од страна на Државна изборна комисија, која го направи сето тоа, како што рекоа сите и аналитичари и партии, тоа во прогласот беше кажано комедија, ја би рекол гротеска, затоа што беше смешно, така делуваше на телевизија, се караат како на пазар, наместо да ги сузбијат тие страсти, ниски страсти, значи барем тие високи државни органи, и нешто што е апсолутно недозволено, значи противзаконски они го направија, го уважија приговорот. Само да се подсетиме, бидејќи многу груби законски грешки беа направени. Значи приговорот кој го уважија немаше подпис. Поради тоа се одбиени комплетните листи на Јанко Бачев. 2008 две листи одбивме ние. Не знам, ВМРО Народна партија уште една, затоа што немаат подписи. А сега овој приговор, еден приговор, овие 6 листи со 20 пратеници на нив и одбиваат поради подпис, обично ДИК излегува во пресед и е должен да ги подучи политичките субјекти што треба да направат. Ако е поради подпис, треба да ги викнат да се подпишат. Затоа што е поднесување на листи. Ама во приговори тоа е недозволено. Ако вие поднесете тужба на суд или жалба поднесете до апелацијен суд и немате подпис, веднаш ќе ви биде одбиена. А тие ја земаат во работа. Тоа е првата работа. Другата работа, графолошко вештачење. Не знам каде пишува во изборниот законник дека може да се ДИК да определи графолошко вештачење.
А има јасен член во кривичниот законник, во главата за против изборите и гласањето, член 168, доколку на некој гласач му е повредено правото да се покренува кривична постапка. И тој што му го повредил правото, јавниот обвинител утврдува, ако треба и графолошко вештачење, ќе направи графолошко вештачење и ќе биде осуден тој, затоа што му го повредил правото на, меѓутоа треба да се спроведе истрага, не можете вие дојди ваму вештачи за 2 сата, тоа е втората работа. И сега да не одиме на понатаму, затоа што знаеме дека све што се направи, значи уште една работа ќе спомнам, бидејќи во врска со изборниот законник, за да се поништи гласањето во таа избирачко место, треба да се отвори целокупниот материјал и да се провери дали е се во ред. Тоа не беше. Тоа е услов во законот предвиден, а не графолошко вештачење. Туку точно така пишува. И ако се направи тоа ќе се одлучува. Ако влијае на резултатите или не влијае, меѓутоа они го уважаа, не беше тоа направено, значи апсолутно погрешија во сите елементи. Кога видоа дека се створи сериозен проблем во државата, дека имаше десетина илјади демонстранти пред ДИК, дека почна и со петарди, дека му станува опасно, дека ВМРО да помана и коалицијата ќе преземе нешто, дека дури и сега и со странците не им беше јасно како сега за такви работи се ургира. Веќе на другиот приговор кој бил планиран да се уважи, а тоа е во ТРЦ, малку запна работата и тука беше 4-4, со тоа што во членот 31 став 2 точка 34 под Б пишува дека ако еден бил гласал неутрално, дека тоа ќе се земе како да гласал против. И они го образложија тоа во својот коментар. Сега тоа го преправа во управниот суд. Оваа одлука што ја донесе за ТРЦ е уште подскандалозна таа за Фатиме во Гостивар. Значи, уште поскандалозно. Само што управниот суд најде начин тоа да не биде толку јавно, транспарентно, да не биде со карање, со викање. Меѓутоа, ако ја погледнете одлуката, ќе видите дека толку е противзаконска што просто нема да ви се верува. Затоа што во одлуката пишува дека, да речеме, има се образлага овој случај и не се зема точката под Б, бидејќи 5 дена после рокот, односно 3 дена после рокот, наместо во рокот 2 дена, во рокот 5 дена се одлучува за приговорот. Значи истечен е рокот. А јасно стои во законот дека ДИК мора да одлучи во рокот 2 дена. Значи за тоа нема ни еден единствен збор. Значи не треба ни да решава судот. Сега сметам дека со овој член 34 став 2 точка член 37 став 2 точка 34 Б и В, они сакале да го балансираат тоа, што се гласало покасно. Не спомнуваат ни еден збор за тоа, но сакаат да го балансираат со тоа што викаат не, во овој случај ќе го земе членот В, затоа што вика ДИК ја донесува одлуката со поголем број на гласови. Сега, не пишува што ако е 4-4. Значи, они го толкуваат законот, меѓутоа законот не е јасен во тој дел. Само за да може да одлучуваат по приговорот, бидејќи во спротивно не би ни можеле да одлучуваат, затоа што сите рокови поминале. Тоа е друго. И трето, ние бевме сведоци на денот на изборите, значи, нели тоа јавно одеше? На денот на изборите, на денот на гласањето, на денот на одлучувањето на ДИК. Тоа седницата одеше јавно. И на седница викаат дека тие подпредседателот и председателот на избирачкиот одбор, дека записникот број 15 е составен и дека записникот број 15 ги содржи сите работи, дека во записникот број 15 нема забелешки. За да биде појасно, нели, за слушателите, тоа е записникот за отварање на избирачкото место и почеток со гласање. А во записникот 16 има забелешка, и тоа е во ред, дека едно личе го снемало, па го нашле после. И таа забелешка е во ред, врз основа тоа може да се поднесе приговор, меѓутоа резултатите се согласуваат. Значи нема имало едно личе помалку, па го нашле. За да се поништи избирачкото место треба да има едно личе повеќе.
за да се направи тој така наречен што го измисли СДСМ, бугарски воз. Значи само едно листче повеќе според законот децидно е наведено, може да биде услов за поништување на гласањето. Овде има исто ливче. Значи се гласува целиот материјал, бидејќи веројатно тоа ливче со кочанот било пуштено во кутијата со кочанот и при броење е најдено. Сега, они што се повикуваат овде управниот суд? Нешто најнелогично, понелогично од графолошкото вештачење. Они се повикуваат дека недостасува записникот број 15. А цело време слушаме и го гледаме како го даваат еден на друг во дик записникот број 15, дека е тука. Прво не беше тука, нели има доверлив и недоверлив материјал. Ова е доверлив материјал и се затвора во црна кеса со пластични оние како лисици за врзување на раце, се врзува за да не може никој да го отвори, ако отвори тоа е кривично дело. Меѓутоа може да го отвори само дик. И дик го отвора, зашто фалело тоа да проверат и таму е тој и записниците се дел од доверливиот материјал. Значи гласачките личња и записниците, а кутиите, гласачките кутии и другото, пенкалата се недоверлив избирачки материјал. И сега фактички они се повикуваат дека го нема. А пред целата македонска јавност гледаме сите дека тука е записникот. И ако го нема, ако не им е пратен таму во управен суд, може да ги викнат и они членовите, бидејќи според закон за општа управна постапка, они може да се слушуваат слободно сведоци. И да ги прашаат каде е, дали е тука записникот, зошто во моментот го нема, а они констатираат дека поради тоа ја поништуваат одлуката. Поради записникот број 15. А наводно имало и други неправилности, меѓутоа тие не се во спротивност со... Ги слушнавме членовите на избирачкиот одбор дека на тоа место во ТРЦ немало... ги слушнавме и го извадија они таму од доверливиот материјал, мора да го отворат избирачкиот материјал на тоа место, го извадија, преброја, све видоа дека се во ред. И сега овие го нема број 15, има и други неправилности, тоа име на нив образложението и поради тоа го поништуваме и да се прегласува. Значи тоа е тој постизборен инженеринг. Ајде само што околу очекувањето за институционална завршница на сето. Овие работи не вродија со плод, поентата нели беше да се обрате резултат. 49 за ВМРО да помене и коалицијата, 57 за СДС. Веќе имаме ние 50-50. И имаме уште едно избирачко место со во мешовита средина. Јас не знам сега дали е тоа точно или не, меѓутоа јас на сите портали и на провладини, и на опозициони, и на неутрални прочитав дека сите албански партии се откажале од излегување на изборите и им останале на вилер тоа да го решат македонските партии помеѓу себе. Ако е така, ниеден да не излезе од ВМРО, нема да се постигне разликата од 300 гласа, бидејќи таму нема, мислам, околу 200 има македонски гласачи. Така што нема. Меѓутоа, ВМРО ДПМН како партија принципиелно не оди на изборите, затоа што рече дека е тоа постизборен, дека се поднесуваат овие, не дека имало неправилности, бидејќи знаеме дека први опозицијата излезе пред влада и славеше, во 7:15 рече дека победила и дека немало никакви неправилности, а после поднесуваат приговори. Како ако немало неправилности, поднесувате приговори. И тоа е исклучиво со тој политички инженеринг. Значи не таму каде што имало неправилности, него таму каде што може да се смени резултатот. Да. Затоа што и овие луѓе се во петка, тројка, четворка и тие се луѓе кои повеќе гласови дале таму. Вие сакате избирачката волја генерална на 455.000 гласачи да ја поништите. Каде што 16 или 20 или 17 не е битно, има повеќе гласови кои гласале за таа коалиција. Така што не е возможно тоа, јас лично сметам дека ќе остане истиот резултат. Но и да биде 50-50, победникот е ВМРО ДПМН, пошто во тој случај се гледа кој има повеќе освоени гласови. Јасно е дека голем број гласови повеќе има освоено оваа коалиција. Така што повторно мандатот треба они да го земат за формирање и повторно имаат некоја шанса за формирање на влада. Она што е јасно е дека нема доволно пратеници за да се одвиваат процесите кои треба да се одвиваат во Собранието на Република Македонија нормално. Нели главна задача ни е сега да ги правиме реформите. Знаеме за многу од реформите, посебно за овие во правосудство, дека треба двотретинско мнозинство. Тука мора да има соработка од опозицијата, меѓутоа како се однесува сега опозицијата, мене не ми делува дека ќе има. Така што тоа може да доведе слободно и до некои нови избори, дали во пролет, односно заедно со локалните или со претседателските или
не знам, за 2 години ќе видиме, затоа што ако не оди работата, тоа ќе мора нешто да се преземе, да се добие цврсто мнозинство. Јас не верувам дека овој резултат некогаш ќе се оствари, бидејќи дуи сега ќе си работи на терен нормално, ако сака да ја задржи предноста во албанскиот кампус, да кажеме. Видовме дека Тачи поднесе оставка. Очекувате ли оставка да поднесе и Заев кога ќе се потврди резултатот од 51-49? Па, јас видов дека Тачи поднесе оставка и навистина они малте не пропаднаа како партија, само двајца пратеници. Нај како да кажем тешко помина ДП, затоа што од они најмалку имале до сега 5-6, а има и 7-8, па има и над 10 пратеници, така што со 2 пратеници тоа е нормално, значи нешто не функционира во ДПА. Може би и него како стар политичар со одредени опашки го прозиваат, така што добро е да пропушти партијата на младите, бидејќи тоа е стара партија. Сепак има некои шанси поголеми од овие сега што се појавија, затоа што има многу партии што се појавија, па исчезна. ПДП не може да освои ни 1000 гласа како партија, а беше на власт долго време заедно со определени македонски партии пред се со СДСМ. Така што така ќе се случи и со овие другите помали партии. Меѓутоа сега има, нели, она што го викаат ветар во грбот од страна на меѓународната заедница и затоа освоија неколку пратеника, меѓутоа тоа не е некоја голема сила. Така што Зоран Заев не очекувам да поднесе оставка, затоа што гледаме дека сега се спинува, се заборава таа изјава дека дури и нерешено да биде јас ќе поднесам оставка, туку се спинува дека ова е најдобар резултат на СДСМ, дури и подобар од било кога што Бранко го оствари. Дека најмногу гласови во историјата на СДСМ освоиле на овие избори, така што тоа го третират како успех. Меѓутоа, без оглед на тоа дали ќе поднесе или не, ја очекувам уште превирање внатре партиски, бидејќи таму нели многу гарнитури се сменија, што не е добро такви нагли смени за краток временски период, бидејќи тоа ја ослабнува многу партијата. И нели имаше први одбрана овие што така наречени луѓе на Бранко, Јовановски, не знам овој како се викаше Шема, Игор Ивановски, таа цела екипа што беше 20 на луѓе кои беа солидни. Прво нив ги снема, еве викаат и до денеска дека најголема популарност во општина Карпуш има овој поранешниот градоначалник Андреј Петров и него го смени, а он беше генерален секретар. Па барем да им дадува место во извршниот комитет. Сега другата таа гарнитура малку поквалитетна што остана отпадна, нели со овој Сугаревски, па Маријанчо Николовски, па Софија Коновска отпадна. И сега очекувам дека ќе има некои внатрешни партиски превирања, затоа што овие кадри, иако се надвор, они имаат влијание во партијата и ќе сакаат нешто да сменат, затоа што сепак не остварија тоа што сака, а им престои по мене уште полош период. Зашто остануваат во опозиција и да дојдат до власта, тоа не би било она што го посакуваат, тие мислеа дека ќе остварат некоја поголема победа, затоа излегува да слават. Така што очекувам дека ќе има превирање во опозицијата и дека мора да се реформира таа. И тоа е на пример резултат на тоа што цело време губи. Не дека таа губи поради тоа што не ја сакаат граѓаните. Таа губи поради тоа што не се реформира. Се уште таа соработува со оние удбашки структури кои сакаат со местенки да добијат избори, а не со реално со понуда, со програма, со економија и со развој на општеството, со демократија, со реформи и така натаму. Значи мора една млада гарнитура која ќе има што да им понуди на граѓаните, мора да се работи на терен. Гледаме дека тие многу слабо работат на терен, да се придобива одреден дел од население левичарско и да се свати колку реално тоа ќе придонесе за нивниот успех или неуспех во Република Македонија. Само да споменам дека во целиот регион тоа се направи. Имаме ние поранешни примери што веќе не се во политика. Значи Слободан Милошевиќ до 2000 година беше 80% тепаше. После него дојде Тадич, 2 пати победи председател на држава, 2 пати сега веќе не е во политика.
Тоа се како некоја српска левица, да кажеме. Нешто слично е во Хрватска, во Бугарија, со десницата тоа се случува. Иван Костов беше премиер, сега воопшто не е во политика, 98 беше премиер. Така што и сега гледаме дека нешто слично може да му се случи на Бојко Борисов. Исто во Грција, колку гарнитури се сменија за овие неколку години, само нашата опозиција обстанува на тие афери. Исто нешто потполно слично се случуваше 2001 година. Со прислушкувани разговори со Верушевски, со тие структури на ДБК кои се од тоа време и кои замислуваат дека се најбитни во Република Македонија. Таквите личности во целиот регион, да не зборам во цел свет, се маргинални личности, кои се технички лица кои треба да се вршат својата работа, а не тие да ја дестабилизираат државата и да изнесуваат тајни податоци, а за тоа никој никогаш да не биде суд. Тоа е така затоа што таму постои одговорност. Па постои одговорност и тоа е некој трет ешалон. Значи тоа не смее министер, не смее заменик министер, помошник министер, смеат некои директори на сектори, раководители на сектори да прават што сакаат, да ги уценуваат политичарите, овие бидејќи навистина направиле нешто да им се плашат, што е недозволиво. Затоа што ако они имаат некои материјали, веднаш треба да се покрене кривична постапка, а материјалите не смеат да се прикажуваат, да се имитираат, тоа е забрането. Така беше во Турција. Ердоган рече, ако не ги осудиме овие, ако се докаже дека се точни разговорите, тогаш ќе ги објавиме. Но ако ги осудиме, нема да се објават разговорите и така испадна. Исто беше и во Германија, да не кажеме сега е Турска, па не е толку развиена демократија, исто на Меркел разговорите не се објавија, туку се водеше постапка. Меѓутоа, сакам да кажам дека не може на тој начин опозицијата да се надева на резултати веќе, бидејќи тие луѓе се демаскирани и полека поминуваат во историја. Господин Даштевски, ви благодарам за анализата во Пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам уште еднаш на поканата и пријатен ден. Почитувани слушатели, со ова го завршуваме денешното издание на Пулт на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вашето внимание, ви благодарам за довербата, останете понатаму на оваа фреквенција. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на емисијата Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.